Почитувани гледачи, го продолжуваме вториот дел од разговорот со магистар доктор по ветеринарна медицина Јасминка Ван ден Флиер. Јасминка, зборувавме во однос на надворешните паразити за крлежите, значи како треба да се заштитат милениците и луѓето кои што ги чуваат милениците, но што е со болвите? Каква е заштитата од нив? Значи со болвите е различна работа сега од крлежите. Болвите, за разлика од крлежите, нели они ги положуваат јајцата надвор во тревата. А додека болвите, значи возрастна болва, единка положува јајца на миленикот. И е за нив карактеристично и многу важно што само 5% од болвите се возрастни единки, 95% од болвите се приодни облици, од јајца до ларви, и не можеме да ги видиме. И затоа се многу опасни за во стан, значи во куќа. Еднаш кој ќе се населат, ако не ги држиш под контрола, ти може да мислиш ќе видиш, значи собственик ќе види една болва али таа една болва дома има 3000 јајца снесено секаде. Значи во секоја пукнатина од паркет, во секоја од тепих, значи све низ цел стан ги има секаде. Значи затоа тие што имаат мачки дома викаат апа никаде не излегува. Али болви можеме ние на чевли да донесеме на облека, значи јајца и пак ќе ги. Затоа треба и кај тие миленици и дома што се мораш да ги заштитуваш против надворешни паразити. Еве за мачките ретко имаме со крлежи проблем, али со болви е голем проблем. И доста непријатности, значи и на мачката пренесува значи болести, како што се тие со внатрешните паразити, тени, такви исто може, значи затоа што има размена на крв, али најмногу значи е што предизвикува анемија, кога на една мачка или куче има милијарда болви, по тип, значи од една ти видиш една, али после ги има милијарда јајца околу вас, значи доста лошо делува на крвна слика, анемија, на отпорност на организам, имунитет, све опаѓа. Исто и кај луѓето, значи кога значи човек чим живее со милени, како има болви дома, сигурно ќе биде исказан. Значи карактеристично е кога се вика за болвата дека секојаш има три каснувања, вика појадок ручек и вечера, потоа знаете дека болва имате во станот, па ќе видите три точкички едно до друго, значи мора да се заштитите. Значи без разлика што не излегуваат мачките, би требало да им се става заштита од надворешни паразити, поточно против болвите. Значи затоа што и они се опасни за здравјето. Така на кој начин треба да ги заштитиме? Значи заштита е за болви само преку апликација, значи на ампула. Има некои каивчиња исто за мачки, толку не се делотворни, така да за нив најдобро е со ампула. Имат различни произведувачи и значи против болви месец и пол имате заштита. Така. Дали треба да се континуирано да се става таа ампула за мачките да не доведе до тоа да фатат болви, затоа што веќе откако ќе фатат болви е веќе многу значи потешко. Многу е важно, пошто болвите се стални становници и крлежите. Значи више сега како се измени времето, ги имаме преку цела година. Не можеш да кажеш сега зимото нема, значи кај нас сега више нонстоп ги. Значи мора да биде континуирано во текот на цела година. Значи со 4 месеци ќе завршиш основната вакцинација, после едино ти останува секои 3 месеци да даваш таблета против внатрешни паразити и да ги заштитуваш од надворешни паразити. Значи на секој месец до месец и пол треба да се стави ампула, значи ампула с каивче, ако више се поголема инвестиција ви е тоа, на секој 6-7 месеци да се промени. Така. Каков ризик може да донесат и внатрешните и надворешните паразити кај миленикот? Значи, внатрешни паразити, прво и основно, се опасни за миленикот, али најмногу за нас луѓето. Затоа што кај нас внатрешни паразити, тоа се тени ехинокок што пренесува, значи аскариди, значи тие кога ќе се внесат кај нас, значи луѓето, а ние ги внесуваме со тоа што го галиме, значи јајцата од изметот им не можеш никогаш да видиш, значи возрастна единка ќе видиш само кога ќе дадиш таблета дека е мртва па да излезе. А јајцата нонстоп преку изметот, значи околу анусот ги има нонстоп, значи тие не се видливи со голок. Со тоа ние што ги галиме, они се лижат, се чистат, го пренесуваат на секад. Со галењето и ние, значи нечисти раци, не можеш миленик ти е нонстоп тука, ќе внесиш, значи со допир во уста, преку око, екскрети, значи било каква раничка да имаш
значи со тоа кај нас ги внесуваме и се многу многу погубни за нашето здравје, затоа што ехинокок ако се внесе кај нас, тоа се прави огромна циста, може ако пукне, значи нема спас. Ако не, едино како се решава е хируршка интервенција. Затоа единствено е важно, милени, кога чуваш за луѓето, секогаш да се спроведе дехелминтизација, значи таа една таблетка е најевтина, али луѓето ја забораваат. Значи тоа е стрикно за наша заштита. А за заштита на миленикот кај нив се нормални становници. Значи треба само под контрола да го водиме, секои 3 месеци да давам. Ако се намножат, не се води, значи контрола, не го држиме тоа, значи знаат да има летален крај, значи смрт. Затоа што они прво и основно, значи се намножат многу, закачени се, прво да предизвикуваат, значи анемија. Го намалуваат имуниот систем на миленикот. Второ, почнуваат да лачат неуротоксини. Многу има случаи, значи милениците, собствениците мислат дека миленикот има епилепсија, затоа што така личи, такви се тие напади и го лекува од епилепсија, не од паразити, али такви напади се добиваат, значи од нивните неуротоксини што ги лачат внатрешните паразити. Значи исто друго механичко кој ќе се намножат, они знаат, значи механички се множат, знаат да направат топка, значи тоа такво нешто од црево што еден прст, значи перфорација настапува на цревото и имаш после перитонит, сепса, значи нема спас тука. Некоја знаат толку да се намножат и низ уста да излезат. Значи назад се враќаат, немаат више кај. Значи во секој случај и за луѓето и за миленикот знаат да доведат до летален крај. Значи се многу важно да се држат под контрол. Така. На што треба најмногу да внимаваме еве сега во летниот период? Значи сега во летниот период за секој што има миленик, значи основно стварно мора да се заштити против надворешни паразити. Значи секој месец немој да препуштате, значи против крлежи и болви да се аплицира ампула или каивче, значи тоа е основно да се. Друго за миленик многу е важно, значи и против внатрешни паразити континуирано како се иде на секои 3 месеци. Важно е сега почнуваат летните горештини, значи како да се постапува со миленик, немојте значи никако да го ставате во кола, и да испаднете да пазарите, он заклучен во кола, значи толку се високи температури, посебно што кучињата немаат, не се како кај нас, немаат потни жлезди на крзното, не едино преку шепите, значи многу често се случаи да добиеме со топлотен удар, со сунчаница, значи не може да ги шетате кучињата кога е многу топло. И ако видите дека се случи такво нешто, значи клиничка слика на сунчаница, на топлотен, е забрзано дише, значи колабира, во несвеќе падне, се гуши, се треси. Значи едино што можете, значи прво на ветеринар, додека го однесете на ветеринар, многу е важно значи да се стави ладна вода на шепите, затоа што кучињата, мачките само имат размена, значи на топлина све преку шепите. Значи во ладна вода шепите и крпа или мраз да се стави на глава. Лед. Значи додека не се отиде кај ветеринар. Али повише да се обрати внимание на превентивата, значи да не го донесеме во таа ситуација миленик. Така. А што вклучува редовниот преглед на милениците? Редовен преглед, значи основно кој ќе дојде миленик, првен го гледаш, значи физички каква му е состојбата, значи дали е ухранет, значи коските како ставо, дали е развиен, се мери температура прво и основно да видиме во која ситуација, се гледат слузниците, се отвара уста да се види слузниците, бледи, розови, какви, дали има со крајници, со тонзили проблем, забите, дали се добро забалото, дали останале млечни заби или нема, дали имат забен камен, значи тоа се работи што еден основен на прво што ги направиш, па му препорачуваш после на собственикот што треба. Преглед на ушите, на очите, значи уши треба секојаш да се чисти, зависи значи од расата какви некои имат значи проблем со влакна и во уши, треба значи основна хигиена да му се посочи на собственикот на што треба да обрати внимание или е више поминато значи во патологија, па мора ветеринарот да и преземе понатамошните активности што треба за заштита. Така, а кои се континуираните работи кои што треба луѓето да ги прават со своите миленици? Значи основно заштитата. Значи континуирано што треба, значи они не бараат многу.
Само од почеток, значи ако се придржуваш на превентивата, никогаш ќе немаш проблем со миленик. Значи никогаш. Значи основно се првите тие, значи у прва година до 4 месеци сите вакцини и ревакцини да ги прими, заштита од надворешни, внатрешни паразити. Секоја година имаш повторување на вакцинацијата, нема некој друг проблем. Значи кога се доаѓа на вакцинација годишно, тогаш и се прави тој годишен преглед. Тогаш овоа што кажав, значи прегледам очи, уши, температура, боја на влакното, состојба, значи пошто секој дел од тело кој ќе видиш кај ветеринар веќе посочува на нешто. Не е како кај хумана медицина треба, значи човек има проблем, иде. Ова значи она значи не може да ти каже што. Значи има кучињата се доста имат уопште миленикот издржлив, додека дојде до клиничка слика малце време треба. Али затоа ако се иде на редовен преглед ветеринарен, че ветеринар со еден поглед ќе види од состојба на влакно, дали е суво, крто исправено, промени на кожа, црвени лоточки, значи шепи како држи став, и опашка и уш, значи све тоа посочува на нешто. Значи тоа се основни работи, значи затоа и вакцинацијата е уствари еден годишен редовен преглед што треба да се спроведе и крв да се извади, комплетна тогаш се прави анализа, да видиме точно што е потребно, има промени миленикот, дали треба начин на исхрана да се смени, дали има промена со хормони, сега све почесто, и кај нив имаме доста случаи, значи и диабет се јавува кај нив од неправилна исхрана, и со други уопште хормони, тироксин, штитна жлезда, што прават доста последици недобри за миленикот, му го скратува животот. Така, кои миленици се најчести ваши пациенти? Па најмногу сега све повеќе, пошто сме во Скопје, во град, најмногу миленици има што се чуваат во домашни услови, значи помали раси. Тоа се салонски кучиња, значи најмногу има малтезери, бишони, пудли, пекинезери, лабрадори од поголемите, затоа што лабрадори се поголема раса и не се многу застанали, се толку фамилиарни кучиња и добри и со деца, значи опште со фамилија. Јако има проблем со опаѓање влакно и големина, али све повеќе се чува затоа што пружат многу радост на една фамилија. Значи има хаски, значи од секаков тип на и веќе имат сите различна понатаму, значи секоја раса има различна предиспозиција према различни болести. Значи едни имат према едно, значи помали раси све повеќе се подложни значи со хормони, со тумори, значи исто пошто више значи кучињата се земени од надвор, значи од слобода ги адаптираме од доместификација, значи многу влијаеме на промена и на клима, значи устан ги држиме, нонстоп е топло, значи нема промена, па има нонстоп митарење, значи миленик треба секојаш кој ќе се земе треба да се знае миленик, например, зашто го земаш, да имаш миленик или да имаш приплод од него, значи како одгледувачица, да сакаш да препродаваш кучиња или да поклонуваш. Најчесто и најголем проблем во урбаните места е тоа, затоа што му го пореметуваме тој хормонски циклус и се јавува дисбаланс на хормони, посебно на ниво на полни хормони, кои после повлечуваат дисбаланс на све друго. Значи, знаат, поради непарење да се јават тумори, пиометри на матка, значи, тоа е исто како кај хумана медицина, значи, али све се почести со доместификација што ги држиме дома. Така. И ви за крај на денешната емисија да дадете еден совет за правилно чување на милениците. Па пак би рекла, значи правилно чување на миленик е прво тоа, значи кога ги зимате да сте начисто зашто ги зимате. Значи секој миленик треба кога ќе земиш, он заслужува љубов. Значи он е жива единка, не е ствар. Значи не можеш да го земиш и да не ги спроведиш заштитните мерки за неговото здравје. Не можеш само да земиш куче, имам куче и значи основно кога ќе земиш миленик, значи да проведуваш превентива исто како за твое дете или сам за сопствениот живот. Значи тоа што ако се придржуваш на тие превентивни, значи ќе имаш и сопственикот помал финансиски издаток, нема болести, миленикот ќе биде здрав, среќен и ќе може значи долго време до 15 години да имаш миленик, тоа ќе ти пружа стварно многу среќа и задоволство во домот на цела фамилија.
Доктор Јасименка, јас ви благодарам за денешното гостување. Се надевам дека повторно ќе бидете наша гостинка на некоја друга тема, да им ја доловиме малку поблиску на нашите гледачи и да знаат како треба правилно да се постапува со домашните миленици. Фала многу и на вас. Почитувани гледачи, ви благодарам што бевте заедно со нас. Имајте пријатна вечер.